Добар ден на сите членови на групата Криптореволуција. Би сакал да направам една основна анализа, односно да направиме обид со админот Бојан на групата, да го направиме ова како видео анализа и на тој начин да олесниме на сите оние кои што имаат проблем во однос на читање на самиот текст и следење на сликата која што ја објавувам како анализа. Значи би сакал да направам еднодневна анализа на биткоин чартот, каде што би ги користел сите основни алатки кои што секој од вас би можел да ги користи на TradingView и на тој начин да видите и вие сами како би изгледала една анализа на дневно ниво на биткоин чартот и што од истата, например, би ви користела вас. Односно, зошто би било добро да користите техничка анализа. Значи, за почеток би го користел дневниот чарт на цената на биткоин и би ги објаснил сите оние на некој начин основни индикатори кои што ги користам при определување на тоа дали би купил или дали би продал, односно како тие ми користат во однос на трговијата. Значи би почнал со основниот прозорец каде што ја гледаме цената на биткоин нормално. Значи овој, како што може да видите, ова се истите индикатори кои што веќе ги има објаснето во моите постови претходно. Сега само би сакал да влезам во детали да може да ги видите и самите како изгледаат. Значи, прво би говорил за Болинџер Бендзот. Болинџер Бендзот представува облак на движење на средната цена на одредено добро во одреден временски период. Како што може да видите, самиот облак се прилагодува во однос на движењето на цената и истиот е на некој начин представен и од оваа средна вредност во самиот облак, која што представува средната вредност, очекувана вредност на биткоин во моментот. Можеме да видиме дека секое движење на цената во горниот и долната граница на самиот облак предизвикува корекција обратно. И дополнително оваа корекција е помогната од самата средна линија, што значи дека секое пробивање на цената од оваа линија дополнително ја бутка самата цена надолу или нагоре, како што може да видите, и во овој случај се наоѓаме во најдолниот дел од Болинџер Бендзот, под средната линија, што значи дека во краток временски период на дневно ниво, односно во наредните денови, можеме да очекуваме дека самата цена ќе се движи нагоре барем до оваа средна вредност на самата цена на биткоин. Би сакал пред да продолжам да ви кажам дека сите овие индикатори мора да ги земете како целина. Односно, секој од овие индикатори би представувал одредена веројатност која како збир би ви дала до знаење дали е добро да се купи моментално одреденото добро, во случајов биткоин, или не. Значи, дали е поволно самото купување на ова добро. Во случајов, како што може да видите, за Болинџер Бендз би било позитивно, односно било кое купување на биткоин на дневно ниво на Болинџер Бендз би било крајно позитивно затоа што се наоѓаме во долниот дел од самиот облак. Следен индикатор за кој што сакам да зборувам е VPVR индикаторот, односно овој жолто-плав бран во десниот агол од екранот, кој што представува тргување на самото добро на генерално, значи на целиот временски период, односно во одредени нивоа на самата цена. Во овој случај можеме да видиме во било кој дел од цената колку тргување било направено. Затоа можеме да видиме дека како индикатор во случајов значи дополнително ни помага да одредиме дека моментално цената се наоѓа на еден од највисоките, односно најголемите нивоа на тргување, што значи дека овде во овој период, практично во овој дел од цената се очекува дека има многу нарачки за лонг, односно нарачки со кои што луѓето купуваат на некој начин купуваат leverage trading за лонг, што би значило дека секое допирање на цената на ова ниво или оваа црвена линија што е уствари контролната линија на овој индикатор или највисокото ниво на трговија во овој сегмент, што значи дека секое допирање на оваа линија дополнително би ја терало цената да се движи нагоре, затоа што имаме преголем обем на луѓе кои што купуваат, односно имаат нарачки за купување во овој сегмент. Што значи дека VPVR како индикатор е втори индикатор кој што ни покажува дека можеме да очекуваме раст на цената барем на кратко ниво, односно во наредните неколку денови. Следен индикатор кој што би сакал да го земам во предвид е волуменот. Значи, волуменот е овие зелено-црвени свеќи на дното, кои што ни покажуваат колку
е обемот на трговија во одреден ден, во случајов затоа што тоа не е временскиот интервал во кој што го гледаме чартот. Во оваа ситуација можеме да видиме дека доколку го споредиме овој волумен со волуменот на почетокот на самиот булран, можеме да видиме дека самиот волумен во моментов е премногу мал. Што значи дека не можеме да очекуваме огромно волатилно движење на цената нагоре или надоле, затоа што нема голем интерес за купување. Како што може да видите во почетокот на самиот булран, значи самите свеќи во кои што ни покажуваат овој вид на некој начин индикатор и колку истиот е колку исто добро е купувано и продавано, може да видите дека се многу поголеми за разлика од моменталната цена, каде што каде што може да видите дека овој индикатор ни покажува дека нема голем интерес за купување на биткоин во моментот, што би било дека овој индикатор не можеме да го земеме како валиден за одредување дали цената била нагоре или надоле. Односно, индикаторите се или позитивни, или неутрални, или негативни во однос на тоа што ние се обидуваме да го дознаеме. Така. Во случајов овој би бил неутрален индикатор, затоа што волуменот е премногу мал за да можеме да одредиме како цената би се движела во однос на овој индикатор. Следно што би сакал да зборувам е MACD. Тоа е еден од следните индикатори кој што е исто така многу битен. Значи, MACD индикаторот представува движење на цената во како бран и истиот можеме да го споредиме во однос на самата цена. Значи, секогаш кога имаме ова се самиот индикатор е представен на скала од 0 нагоре и надолу и брановите представуваат зелените и црвените, значи едно целосно движење на цената во позитива или во негатива, без разлика дали тоа би се движело на макро ниво нагоре или надоле. Ова е сегмент од еден ден, што значи дека доколку правиме трговија на дневно ниво, овој индикатор би ни помогнал многу. Затоа што како што може да видите дека двете средни вредности на овој индикатор секогаш кога ќе се пресечат и кога ќе тргнат во обратен правец, имаме пат на самата цена и очекуваме дека истата ќе паѓа. Во комбинација со другите индикатори можеме да видиме дека претходниот пат кој што сме го дознале во овој случај на 4 април 2022 година, можеме да очекуваме да падне до долниот дел на Болинџер бендот, односно да влезе под нулата овој бран и во моментов можеме да видиме дека се спрема обратно движење на самиот бран, односно како што може да видите, се менува бојата на бранот од црвена во бела и се заоблуваат двете средни вредности со надеж дека истите ќе почнат да се движат нагоре. Значи, ова е, како што може да видите, трети индикатор кој што ни покажува дека можеме да очекуваме коригирање на цената на биткоин нагоре на дневно ниво и доколку добиеме во наредните неколку дена повторно пресекување на плавата и црвената линија обратно, можеме да очекуваме и дури и поголемо. Јас би рекол и до горната страна на Болинџер бендот, односно негде околу 50.000. Но повторно мораме да ги земеме сите индикатори во предвид, затоа, значи, овој индикатор лаички кажано би представувал во оваа ситуација позитива за тоа да купиме биткоин во моментов. Следен индикатор за кој што би сакал да зборувам се двата индикатора RSI, односно Stock RSI или RSI. Тоа се два индикатора кои што работат на различно временско ниво. Односно, тоа се индикатори кои што се представени на пократок временски период, односно Stock RSI и RSI на подолг временски период. Ги зимаат средните вредности на пократок и подолг временски период од цената на биткоин. Во овој случај, Stock RSI, како што може да видите, исто како и RSI, е представен од ова сиво поле во средината, кое што представува поле во кое што цената, доколку се движи во средината, би била неутрална, доколку е под ова поле, тоа значи дека самото добро е премногу продадено и се очекува цената да почне да се коригира нагоре, односно во случајов да расте, и обратно дека ова добро е премногу купувано и се очекува цената да почне да паѓа. Исто така и оваа средна линија од 50, јас постојано користам затоа што многу често се случува корекциите да на некој начин завршат околу нивото на, како што може да видите, многу често се случува да имаме завршување на оваа корекција на 50 и да се движи во истиот правец нагоре или надоле. Значи, во овој случај, како што може да видите, цената на Stock RSI била комплетно значи, под ова ниво, што значи дека само што почнала истата да се движи нагоре
И дополнително ова е четврти индикатор кој што ни покажува дека можеме да очекуваме движење на цената нагоре на дневно ниво. Последниот индикатор и повторно, значи последниот индикатор ги има истите одлики, значи како што може да видите ова ниво на горна и долна граница представува цената кога истата би била премногу купувана и цената кога истата би била премногу продавана и да се очекува корекција на едната или на другата страна. Во овој случај јас би рекол дека овој индикатор како што може да видите се наоѓа помеѓу 30, 40 и 47, што значи дека овие две вредности моментално не ни покажуваат позитивен или негативен карактер на цената, односно не ни покажуваат дали истата би можело да очекуваме нагоре или надоле. Затоа овој индикатор како и индикаторот волумен не би ги земал во предвид доколку би одлучувал дали цената ќе оди нагоре или надоле. Но сепак од овие индикатори кои што ги набројавме, кои што се на некој начин основни индикатори на било кој човек кој што на било кој трговец кој што користи значи техничка анализа, значи може да видите дека 4 од вкупно 6 индикатори ни покажуваат дека цената може да очекуваме да се движи нагоре. Значи како што рековме, ова е на некој начин основна анализа каде што би можеле основните алатки за тргување да ги погледнете на TradingView. Тоа е посебен сајт за анализа, техничка анализа, кој што може да го користите бесплатно, ви потребно е само електронска пошта за да направите свој собствен профил. Дополнително со админите на оваа група разговаравме дека можеби е добро да се направат неколку видеа за користење на основни индикатори на TradingView, и тоа би било помогнато посебно од Бојан и неговиот YouTube канал, каде што како анализи би сакал да објавам неколку вакви анализи каде што на дневно ниво можеле да ги разгледуваме чартовите како на биткоин така и на останати криптовалути. Дополнително на сето тоа, доколку има интерес, би направил еден основен курс каде што би можеле да разговараме во однос на индикаторите, во однос на друг вид на дополнителни алатки кои што можеме да користиме во техничка анализа. Значи тоа би бил на некој начин курс од неколку видеа каде што вие би можеле да увидите кои се прво благодетите, односно зошто самата техничка анализа е толку корисна, а второ и да научите како сето тоа да го правите на едно основно ниво, затоа што сите знаеме дека Македонија, посебно оние луѓе кои што на некој начин се ограничени со самиот македонски јазик, ги добива овие информации последно. Значи како што може да видите, ова не е новитет во светот, значи самиот криптопазар е на некој начин веќе една декада во светот, а многу малку информации за истиот, посебно за техничка анализа, може да се најдат во Македонија. Затоа јас го правам ова за себе, значи од ова немам никаков профит, но би сакал доколку можам да направам неколку кратки видеа за оние кои што сакаат да научат, барем да имаат една основа и понатаму да се надградуваат себе си во чартинг, односно во техничката анализа. Со оваа цел би сакал да го поставам ова видео на групата Крипто Револуција и би сакал да ве прашам вас дали, например, ова како материјал ви се допаѓа повеќе, дали би имали интерес да го направам сето она што веќе го спомнав, значи со Бојан и неговиот YouTube канал, може би отварање на посебен канал посебно за техничка анализа, и би бил благодарен доколку оставите коментари и би дале ваше мислење како сето тоа би можело да се подобри и што би очекувале од еден таков канал, како јас на некој начин би можел да видам што понатаму можам да направам за да помогнам на луѓето кои што се заинтересирани во техничка анализа. Уште еднаш ви благодарам за вниманието и се надевам дека помогнав на некому.